Добар ден, почитувани. Стартува најновата Телма амбуланта. Многу луѓе велат дека не можат денот да го почнат без кафе. Дали за това навика се крие вистинска потреба на телото или пак психолошка зависност? Што всушност се случува со организмот кога го внесуваме првиот утрински кофеин? Дали кафето навистина може да го покачи крвниот притисок, да го дехидрира телото или да го забрза срцевиот ритам? Пиењето кафе отвора многу прашања. Одговори ќе побареме од доктор Антонио Антовски, кардиолог. Разговорот следува по рекламниот блок. Дали кафето е корисно или штетно за срцето и крвните садови? Оваа дилема ќе ни разреши доктор Антонио Антовски, кардиолог во градската општа болница 8 септември. Докторе, добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден, добро ве најдов. Многу луѓе велат дека не може да го започнат денот или пак не може да го замислат денот без кафе. За други пак кафето представува начин на дружба, па затоа често велиме ајде да одиме на кафе. Па зошто пиеме кафе? Што се случува со организмот по внесот на утринскиот кофеин? Дали навистина не е потребно кафе за да се разбудиме или пак тоа представува психолошка зависност? Вака, зашто пиеме кафе? Встори, зашто се пие кафе? Јас мора одма да кажам, не пием кафе. Аха. Не сум, љубител на кафе. Сум пробал, ефектот не ми пријал, затоа не пием кафе. Статистиките велат дека 90% од адолтната популација пие кафе. Велат кафето е втора течност во светот по дневна употреба. Првата е нафтата, горивото, втората е кафето. Значи, една представа за што станува збор. Колку често како пијалок всушност се користи на планетата? Секојдневие. Значи, збориме за секојдневие. Сега, зашто се пие кафето? Се пие кафето заради неговиот ефект. Што сакаме од кафето? Сакаме стимулација. Кофеинот во кафето е стимуланс, го стимулира централниот нервен систем. Предизвикува чувство на енергичност, разбуденост, да речам. Помага да се подобро фокусира, да се концентрира, подобро да ги извршува работните задачи. Значи, тоа се зборови што ги слушам од пациентите, што ги слушам од колегите. Како што рековте, велат не може да го почнат денот без кафето. Дури имаше коментар, ја не можам да излезам од кревет без да го помирисам кафето. Зашто е тоа така? Во основа е кофеинот во кафето, кој што делува на централниот нервен систем, се меша во функцијата на неуротрансмитерите. Неуротрансмитерите се активни субстанции кои што овозможуваат пренесување на импулсите во централниот нервен систем, а централниот нервен систем е командант на се што се случува во телото. Сега една информација. Ги блокира аденозинските рецептори. Тоа се рецептори кои што имаат повеќе кратно дејство во организмот. Сега ефектот, посакувањето од кофеинот, ја набалува поспаноста, мрзоболноста, да речем. На кој начин? Кога ги блокира аденозинските рецептори, се зголемува нивото на допамин. А допаминот, спротивно, овозможува чувство на пријатност, на енергичност. Значи, нешто што го сакаме. Допаминот е присутен во различни состојби во организмот. Се чувствуваме пријатно. Меѓутоа, физичката активност стимулира ослободување на допамин, па затоа после физичка активност се чувствуваме убаво. Изложеност, не знам, на чист воздух, озон и такви работи. Сега, тука, тоа го прави и кофеинот. Одма ќе додам, тоа го прави и никотинот. Затоа цигарите, повлекувањето на димот го прави тоа задоволство кај тие што пушат. Така, често кафето и цигарите одат рака под рака? Утринско кафе со цигара? Кафето и цигарите одат рака под рака и меѓу себе се интерферираат. Значи, прво си го појачуваат ефектот, пошто и никотинот и кофеинот делуваат преку допаминот. Значи, го засилуваат дејството, што предпоставувам тие што пушат и пијат
кафе, го чувствуваат и затоа посегнуваат и по цигара заедно со кафето. Сега има друга работа. Никотинот од цигарите го менува метаболизмот на кофеинот. Го забрзува метаболизмот на кофеинот. Дејството на кофеинот е сега пократко. И затоа тие што пушат цигари имаат потреба од поголема доза на кофеин, повеќе кафе. Значи тој што пуши Почесто пие кафе. Почесто пие кафе, повеќе пие кафе. Зашто? За да го постојано чувствува тој ефект на кофеинот. Вие на почеток рековте дали е тоа навика. Кофеинот во помала мера, споредувано со никотинот, за никотинот е општо прифатено без дилема дека предизвикува зависност. Значи никотинот, цигарите се зависност, како и секоја друга дрога. Така. За кофеинот се уште зборуваме дека прави навика, дека прави некоја психичка зависност, психолошка зависност. Не сакаме да кажеме дека прави и физичка зависност. Ке помине време, ке дојдеме и таму. Затоа што, видете, тие што пијат кафе, кажуваат дека ако не се напие кафе, не се чувствува пријатно. Дури се жалат на тегоби, вознемиреност, главоболка. Тоа се така наречени симптоми на отсуство на кафето. Значи, организмот се навикнува психолошки и физички. Толеранцијата е нешто друго. Значи, сега зборуваме за потреба на организмот од кофеинот. Затоа, повторно ќе се повторам, на дневна база се внесува кофеинот. Тие се статистиките. Така, секојдневно, некогаш и по неколку пати на ден се развива некаква потреба за кафе. Јас со колегите денот го почнуваме со пијалок. Повеќето пијат кафе. И јас пијам овошни чаеви. Кога поретко се пие кафето, ефектот полесно се чувствува. Спомнавте толеранција. Така, дали се развива толеранција кон кофеинот со текот на времето, односно кон кафето, и сега една чаша кафе станува недоволна? Апсолутно, Една преминува во 2 во 3. Кофеинот ги блокира рецепторите на аденозин, кои што се присутни сегдека во мозокот, во крвните садови. Природата е мудра, кога нешто не функционира, бара решение. Решението е се зголемува бројот на аденозинските рецептори, за повторно да се воспостави таа нарушена рамнотежа. Тоа значи, сега, за да се постигне истиот ефект, истото чувство, ќе треба да внесе тој што пие кафе поголема количина сега на кофеин, за да ги блокира тие нови рецептори. И затоа велиме, се зголемува дозата на кофеинот, се зголемува количината на кафе што се пие, а организмот развива толеранција. И после велата, чекај, јас сум пиел 1, 2, 3, сега пијам 5 кафиња, не можам да го почувствувам тој ефект. Тоа е така затоа што организмот развива толеранција. Се прилагодува на дејството на кофеинот. Доктора, кафето се поврзува со срцето и во позитивна и во негативна смисла. Сега, кои се реалните ефекти од кафето и кофеинот врз срцето? Дали навистина ја забрзува неговата фреквенција, односно отчукувањата, пулсот? Физиологијата е едноставна. Блокирањето на аденозинските рецептори значи ослободување на други активни материи. Една е допаминот, друга е адреналинот, норадреналинот. Често читаме во литература, тоа е активна субстанца, хормон, која што се лачи кога сме во стрес, кога се чувствуваме загрозени. Тоа е реакција на одбрана. Значи, секоја физичка активност, рефлекс или било што,
се поврзува со адреналинот, со норадреналинот. За да организмот обезбеди сега брза реакција, тоа значи стимулација на виталните функции. Една од највиталните функции е работата на срцето. За да обезбеди поголем дотур на крв, поголем дотур на хранливи материи, кислород, што му се потребни сега на организмот, кој што има зголемени потреби, нели во стресе. Бараме побрза реакција, движење, физичка активност или било што бара зголемени потреби на дотур, срцето за тоа да го постигне мора да забрза работата на срцето. Ако крвта ја движи со одредена фреквенција, не знам, збориме литар во минута циркулира. Сега ќе зголеми на 2 литра, на 3 литра. Со тоа обезбедува дотур на кислород, хранливи материи забрзано во поголеми количини. Чи тоа е нормална физиолошка реакција. Сега што вели литературата? Кај тој што пие постојано кафе, кај тој што тоа е рутина, секојдневие, се развива толеранција. Одговорот физиолошки е изменет. Организмот веќе не реагира нормално. Затоа вели тој што пие инцидентно кафе или повремено, не секојдневно, повеќе ја чувствува реакцијата од кофеинот. Ќе почувствува тахикардија. Така е, ќе почувствува тахикардија, ознемиреност. Тоа се директни ефекти на срцевата фреквенција. Влијае на крвниот притисок. Дали има вистина во тоа дека краткотрено го зголемува крвниот притисок? И дали тоа опасно за луѓе што имаат хипертензија? Значи истиот механизам. Повторно истото. Кофеинот, прво да кажеме дека му требаат 15 до 30 минути за да го почувствуваме ефектот. Пикот, максималниот ефект ќе го почувствува човекот после 30 до 1 час од прилика, вели литературата. Полуживотот е променлив во зависност од конституција, во зависност од метаболизмот на човекот. Може да биде 5-6 сати. Значи, видете, кофеинот, кафето што ќе го испиете, има пролонгирано дејство. Не е само моментно. Веднаш значи, ефектот ќе го почувствувате за 30 на 40 минути, меѓутоа тој ќе трае 5, 6, 7, 8 сати. Затоа велат, тие што имаат проблем со спиењето, немојте да пиете попладне кафе. Затоа што ако негде околу 2 часот, 3 попладне се испие доза кофеин, таа ќе делува и вечерта и ќе влијае на спиењето, на сонот. Колку може кафето да го покачи крвниот притисок кога зборуваме за краткотрено покачување? Односно, не е секогаш краткотрено. Зашто станува збор? Тоа е нормална физиолошка реакција. Прашањето е како реагира организмот. Тоа е индивидуално. Прво имаме различна конституција. Нели, велиме, има некој што мува не го лази, народот така вика, а друг вика Куманов се стартува вика у трета брзина вика. Значи тоа е веќе конституција на нервниот систем, вегетативниот систем, симпатикус, парасимпатикус функционира точно преку адреналини и сите овие што се неуротрансмитери и хормони. Кофеинот тука има влијание. Индивидуално е, не секој исто реагира на кофеинот. И друго е дали е инцидентно или се пие подолго време, дали има развиено толерантност и зависи од количината на кофеинот. Значи, видите, не е исто. Јас не сум толку познавач, меѓутоа заради мојата работа, пациентите се интересирам, ги знам тие работи. Значи, во кафе, турско кафе, чашка, има одредена концентрација на кофеин. Филтрираното кафе има друга концентрација. Американците пијат во бокал кафе, кај што има убава концентрација на кофеин, па сега има и различни видови на кафиња, тие што се познавачи, јас што слушам со различна концентрација на кофеин, и безкофеински. Сега безкофеински, интересна тема. Јас, пошто сум пробувал да пијам, нели,
кафе со вкус на ванила, без кофеин и сето тоа. Од лично искуство ќе ви кажам дека го чувствувам ефектот, затоа што кога ќе се рече без кофеинско, тоа не значи дека нема кофеин. Ако во една чашка, не знам, на турско кафе има 80, 90, 100 милиграми кофеин, во декофеинираните кафиња е дозволено да има 9-10 милиграми на кофеин. Значи, некофеинско кафе не постои. Постои мала концентрација на кофеин. И затоа тој што пие нормално кафе, за него тоа не е кафе. Он нема да почувствува никаков ефект. Дозата дневна. Дојдовме во фаза, велите, литературата вели дали кафето е корисно, дали да го пиеме. Има различни студии. Се Со согласувам. различни резултати. Некои велат дека влијае штетно, дека... а други пак дека е корисно за срцето и крвните садови. Видете, во сите студии едно сите се согласуваат. Дека дозата е фактор. Значи не е исто дали ќе испиеме едно кафе или пак 4 во текот на денот. Па сега, ако читате литература, они ќе видат, поставуваат граница дека дневно внесени 3 кафиња до 300 милиграми, еве збориме за турско кафе, не знам, филтер кафе колку има, секој ќе се најде, ќе си прочита у литература, вели не би требало да има негативни ефекти на тој што го пие кафето. И тоа вели на повеќето луѓе кои што немаат здравствени проблеми. Дали ве потсетува нешто на муабетот за алкохолот, например? На времето, ние во официјалната медицина алкохолот го препорачувавме како лек. Официјално кардиолошките здруженија викаат дневно една доза на жесток алкохол кај жените, 2 дози кај мажите е корисно за крвните садови и за кардиоваскуларното здравје. И пазете, тоа беше со години, со студии го докажувавме тоа дека е така. Па дури дебатиравме дали виното е покорисно, дали жестокиот алкохол, танините од виното, не знам ова, не знам она. После 30 години седнавме, поштено се погледавме во очи, направивме анализа и рековме, чекајте бе луѓе, немојте да пиете алкохол за да си го подобрувате здравјето. Штетата од алкохолот е повеќекратно поголема него ли можната корист. Ако користа во виното е од танините, од грозјето, јадете грозје, немој да пиете вино. Значи, пиете вино и алкохол заради чувството на пријатно, заради задоволството. И јас не пијам кафе. Меѓутоа, повлекувам паралела. Ќе дојде време кога истото ќе го збориме и за кафето. Сте пробале да пиете кафе, па не ви одговарало, не апсолутно. Јас првпат кога се напив, за тоа сте прекинале, зошто не пиете кафе? Морам да ја прашам. Буквално го имав тоа чувство што го опишуваат во литературата. Една вознемиреност, едно чувство на срцебиење, значи тоа беше моето прво искуство со кафето. И тоа ве одврати. Значи, ми се повторило и друг пат и гледам дека мојот организам, мојот вегетативен систем не реагира на кафето. Соодветно. Значи, јас реагирам баш соодветно. Да, соодветно. Како што треба. Така. Можеби ако пијам постојано кафе секојдневно, ќе развијам толеранција, нема да имам таква реакција. Искрено немам потреба од кафе. Пак ќе ви кажам, тоа што ни го обезбедува кафето, стимулацијата, допаминот, чувството на енергичност. Извинете, јас работев во војска со години, бев војно лице, офицер. Денот го почнувавме со вежбање. Значи, физичката активност е таа што го буди организмот, гимнастиката утринска, па раздвижува циркулација, неуротрансмитери, допамини, све тоа. Значи, ова е скратен пат всушност. Ова кафето е точно една скратена патека да го добиеме тој ефект без да се потрудиме нешто друго да направиме. Докторе, нешто е со лицата кои што имаат низокрвен притисок? Тие често се подпираат на кафето како начин за решавање на проблемот. Советувате ли редовно пиење кафе кај оние кои што имаат хипотензија? Во принцип, хипотензијата не е болест. Луѓето што имаат низок притисок, они велат дека нормално функционираат. Но сепак, еве јас сум некој со низокрвен притисок, на моменти се чувствуваат непријатности, замор, вртоглавици и тоа што кажувам, инцидентно, на моменти може да се почувствува
дека пречи тој низок притисок. За да се коригира крвниот притисок, треба прво соодветна хидратација на организмот. Соодветен нес на течности. Затоа што ако се празни крвните садови, васкуларното корито ако е празно, притисокот е понисок. Кафето што прави? Кафето преку блокирање повторно на тие аденозински рецептори прави вазоконстрикција. И на тој начин го подига крвниот притисок. И како што рековте, тоа не е дејство што трае цел ден. Моментален ефект. Моментално, вие сте почувствувале дека низок ви притисокот ви пречи, ќе се напиете кафе, ќе ве освежи, ќе ви го подигне малце притисокот и тока се завршува. Меѓутоа, има еден друг момент сега. Кафето е диуретик. Значи стимулира диуреза. Бубрезите да изфрлаат течност. Довидува до дехидратација. Ете така. Значи, ако вие имате низок крвен притисок, ако не внесувате доволно течности, кафето у моментот ќе ви помогне, преку диурезата ќе ви одмогне. Ќе намали понатаму циркулирачката количина на течност во крвните садови и во моментот помага, после тоа одмага. Затоа старите знаат, кога се пие кафе, кога се пие алкохол, треба да се внесува и доволна количина на вода. Затоа често пати кафето се послужува со чаша вода. Па тоа е во секоја култура малтене правило. Кафето доаѓа со вода. Што се случува со крвните садови доколку пиеме кафе? Кафето е диуретик, а не внесуваме доволно течности. Што ќе се случи со крвта? Може ли да стане повискозна, погуста? За да стане повискозна треба да бидете стварно добро дехидрирани. Во принцип, центрите за жед не го дозволуваат тоа. Нели буквално ние чувствуваме кога се жедни, постојано добиваме сигнали, не си течност, жеден си. Значи, тешко да се доведете од таква ситуација со пиење кафе. Освен ако имате некој проблем, несоодветното реагирате. Видите, затоа велат кафе децата не треба да пијат. Сега, зашто? Зашто? Велиме од две причини. Прво, се во раст и развој. Па сега тука признаваме, кафето може да биде штетно. Видете, во педиатриската популација, американците, многу се прецизни, многу се организирани. Вела до 12 годишна возраст, кафе немојте, не е добро. Пречи во развојот, во растот, после тоа вели од 12 до 18 години, да, може би некоја количина која што треба да биде контролирана, подобро не, ама да биде под контрола. Сега вели раст и развој и после вели се уште не е он доволно зрел за да сам одлучува и да ги контролира овие работи. Да си постави граници, така. Ме сваѓате? Сега ние откако ќе станеме полнолетни, сега сме доволно зрели и паметни и ќе пиеме кафе во количини кои што нема да ни пречат, нема да ни штетат, ќе пазиме на хидратација, ќе пазиме и на други работи. Значи, што сакам да кажам? Кафе пиеме заради задоволство. Тие студии што велат дека тие што пијат кафе ќе имаат помалце карциноми, подобро кардиоваскуларно здравје. Има заштита делат функции на мозокот? Вели делува, да, деменција помалце развиваат, ја намалува инфламацијата, воспалителната реакција. Видете, многу студии се. Меѓутоа, студиите не се до крај поштени. Прво, тие ефекти не се должат на кофеинот. Значи, во кафето има и други субстанции кои што се активни и кои што ги имаат овие ефекти. Така. Така да, ние кофеинот го идентификуваме со кафето. Меѓутоа, забораваме дека кофеинот го има во секојдневието во други производи. Еве ќе кажам, во газираните пијалоци, Кока-кола, еве јас спомнувам, тоа не е ексклузивитет на Кока-кола, сите газирани пијалоци.
додаваат кофеин во пијалокот. И сега да иде иронијата, уште повеќе, они велат го додаваме ради флейвор, ради вкус. Значи не сакаат да признаат дека кофеинот е за да ради ефектот, ради бустерот, да ти даде енергија или не знам што. Не, ние го додаваме ради да го поправиме вкусот на пијалокот. И тоа им поминува. И во енергетските пијалоци исто така. И видите, тие пијалоци не се ни толку строго контролираат, така да секогаш кога купувате пијалоци, прочитајте си колку има кофеин. Во Кока-колата, во други пијалоци, прочитајте си, затоа што тие енергетски пијалоци може да бидат кофеинска бомба. Не знам сега, еве, литература консултирав. Вика 10 лименки од Кока-кола имаат количина на, максимална дневна количина на кофеин, која што литературата вели не би требало да има штетни последици на тој што е здрав, што нема проблеми здравствени. Тука се повлекуваат, викаат, извинете, ако имате проблеми со притисок, со срце, аритми и такви работи, консултирајте се со докторот. Ние збориме дека оваа доза, еве 3 кафења дневно, е за луѓе без здравствени проблеми. И не се очекува дека ќе имаат било каков негативен ефект од кофеинот. И се таа доза, што ја спомнуваме, ја има во, како би дошло, реков во 10 лименки кофеин. Така. Значи едно турско кафе би одговарало на 2,5 лименки Кока-кола. Така, или некој друг пијалок кој што тоа содржи кофеин. Никој тоа не го брои. Значи во денот испил 3-4 кафења, испил 2-3 лименки Кока-кола. Ајде да спомнеме. Какаото. Значи чоколадото. Во какаото, во чоколадото има кофеин. Помали количини, се согласувам. Ама ако изедете една табла чоколадо и го додадете тоа на кофеинот и на Кока-колата, каде сте отишле на таа некоја дневна доза која што велиме дека нема да има несакани ефекти. Црниот чај. Ние забораваме, во зелениот црниот чај има кофеин. Значи има и други билки, и други производи кои што содржат кофеин. И тоа на дневна доза ние го внесуваме. Кога станува збор за кофеинот и кафето, дали треба да се повнимателни по возрастните лица после 65-та година, бидејќи тие полесно дехидрираат? Значи, со возраста, со годините се јавуваат и промените. Долговечноста значи и поголема можност да се менуваат крвните садови, да се влошува крвотокот, да се развива коронарна болест, проблеми со мозочната циркулација. Рековме, во детската возраст проблем е растот, развојот, бременоста. Кај бремените жени се вика внимателно со кофеинот. Па велат лимитираат до 100 милиграми, значи едно кафе на ден. Али пак со внимателност, затоа што може да доведе до предвремен пораѓај, да поремети текот на бременоста или не знам што. Исто и со возрастните. Индивидуално се тоа се луѓе кои што 30, 40, 50 години пијат кафе. Развиваат толеранција. Меѓутоа немале притисок, немале коронарна болест, умеѓувреме се сменила ситуацијата. Што се случува со коронарната болест? Со аденозинските рецептори овозможуваат вазодилатација, проширување на крвните садови во срцевиот мускул. На тој начин подобар проток на крв. Тоа е посебно важно кога има зголемени потреби, значи физичка активност. Сега не збориме само некој што спортува, еве некој возрастен човек треба да се качи по скали. При физичка активност потребите на мускулот се зголемуваат. За тоа да се овозможи, аденозинските рецептори прават вазодилатација, се шират крвните садови, зголемен дотор имаме. Сега таму кај што имаме болест, артериосклероза, артериите се стеснети. Можноста да се прошили е намалена. Значи резервата е тука намалена. Што при кофеинот? Вазоспазам. Така да вели, пред физичка активност не се препорачува кофеин. Кај тие што имаат здравствени проблеми. Од друга страна ќе прочитате у литература спортистите пијат кофеин пред физичка активност затоа што им овозможува повеќе енергија, енергичност. Меѓутоа тие имаат здрави крвни садови.
Кај нив зависи резервата е голема и они немаат проблем. од состојбата на организмот, од генетиката, од повеќе фактори. Така е. Ќе ги вклучиме доктори гледачите, од овој момент емисијата е контактна, може да постават прашања на темата на која што зборуваме, а тоа е кафето и здравјето на срцето и крвните садови. Верувам дека имате бројни дилеми, иако голем дел од нив веќе ги разрешивме, но како што споменавте, ова е најпиениот пијалок секаде на планетата, Без конкуренција. Така што верувам дека ова што го слушаат, секако дека ќе побуди кај нив бројни прашања кои што може да бидат поставени во Кој да се емисија. заинтересира, се без да се пронајде, дали има проблем, дали кафето може да му предизвика проблем. Ако не може без кафето, пак се враќаме на таа моментот зависност, не само навика, затоа што withdrawal синдром, синдром на повлекување од кафето. Дури советуваат, ако сакате да го ставите кафето, Тоа да не се правете го направи преку тоа ноќ? постепено, да, за да не чувствувате проблем. Главоболки, вознемиреност, буквално. Пред да преминеме на оставање на кафето, би сакала да ве прашам за уште една состојба која што е поврзана со кардиоваскуларниот систем и кафето, дали е вистина дека може да предизвика прерипување на срцето, аритмија? Може и тоа и кај здрави луѓе. Значи, механизмот е преку хормоните, преку зголемена активност на хормоните, адреналинот, норадреналинот. Тоа е состојба која што кај здрави луѓе нема влијание. Значи, не прави ефект врз пумпната моќ. Може би ќе го почувствува, некој ќе го почувствува тоа како прескокнување, инаку тоа не интерферира со пумпната моќ, со способноста на срцето, не предизвикува проблем. Освен, може би, ете непријатно чувство, нека и секого, пак ќе речам, тоа е индивидуално и во зависност од количината на кофеинот. Колку било јако кафето или пак колку дози се испиени? Има предозирање со кофеин. Значи, исто како со алкохолот, што имаме предозирање, алкохолизираност, нели? Има и предозирање со кофеин. Ако се претера со кофеинот, буквално организмот се турка во лоша физиолошка состојба. Состојба која што може да биде многу непријатна и да има штетни последици. Чи предозирање со кофеин си постои. Постојано зборуваме за кофеинот во кафето, но има и други супстанции кои што влијат на кардиоваскуларниот систем. Точно ли дека кафето може го покачи холестеролот? Па има активни супстанции кои што делуваат на холестеролот и тоа баш на холестеролот со ниска густина, тој штетниот LDL холестерол, кој што и се таложи во крвните садови, учествува во создавањето на плаковите. Не е ефектот од кофеинот. Пептите во прашање не можам името да го кажам. Јас сега тука негде го имам запишано, баш го барав да го посочам, но е една субстанца која што е активна субстанца која што ја има во кафето, кој што го има тој ефект. Сега само по себе нема толку дејство за да предизвика секај здрав човек толку пораст на холестерол за да направи проблем, односно артериосклероза. Меѓутоа таму каде што имаме хиперлипидемија, зголемени масти, само дополнително ја влошува состојбата. Мада вела дека истата таа активна субстанца делува па антиинфламаторно, го намалува воспалението, воспалителниот процес. Нема конечни одговори кога станува збор за ова. Секогаш индустријата ќе најде одговор. Јас затоа ви велам, сите овие работи кои што се стимуланси имаат негативни ефекти, имаат и корисни ефекти. Секогаш треба да ставиме на вага која е можната корист, која е можната штета и во која количина. Така. И за алкохолот рековме, ако пиете за задоволство, меѓутоа за да немате штета, не знам, неделно внесете 5-6 дози на алкохол. Имајте паузи. И за кафето велат, ако сакате да го почувствувате ефектот на кафето, што не го чувствувате затоа што се развива толеранција. Не ја зголемувајте дозата. Направете пауза. Направете пауза, ќе се врати ефектот. Пошто кога нема кафето, кога организмот се чисти сега од кофеинот, буквално се чисти, се ослободуваат аденозинските рецептори
Така да ако направите пауза во пиење кафе, ден, два, три, па повторно се напиете, ќе го почувствувате ефектот на истата доза на кофеин. Меѓутоа, во принцип, обратно се прави. Повеќето што прават? Ако пиеле 2 кафиња, ќе додаде уште едно кафе, ќе пијам 3, па ќе испијам 4 и така ја зголемува постојано дозата, толеранцијата ја зголемува, повеќе аденозински рецептори блокирани и прави една нерамнотежа во организмот, што не е добро. Ќе ги слушнаме и прашањата од гледачите. Добар ден за првиот од нив. Ало? Во програма сте. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ве поздравувам вас и докторот. Ви благодарам. Сакам да ве прашам, докторот, сакам да прашам, Така. дали е експресното кафе и турско кафе, дали е исто тоа или исто има или... Така, дали е исто, дали ќе пиете еспресо или турско кафе, која е поздрава варијанта? Ви благодарам за прашањето. Докторе? Значи, поздраво, пазете. Не можеме да збориме, јас цело време зборував дека кафето така, не се вие пие, застапувате тој став. кафето не се пие за здравје. Видете сега, да бидеме јасни. Не пиеме кафе за да бидеме здрави. Пиеме кафе за да ги почувствуваме ефектите на кафето, затоа што прави некое чувство на задоволство, подобра концентрација, фокусираност, поиздржливост, енергичност. Тоа е тоа што го бараме. Така, но не пиеме има за разлика здравје. помеѓу филтрирано Господине, кафе разлика и... има затоа што филтрираното кафе е прочистено. Значи ги нема тие други активни материи кои што ги има турското кафе, односно меленото кафе. Друго се разликува концентрацијата на кофеин во едното и другото. Не ме фаќате за збор, тоа варира од, не знам, 75 мг, 100 мг, 125 мг во една доза, значи на кафе. Можете да си прочитате, нормално да се информирате, ако пиете, не знам, турско кафе, колку турски кафења пиете, колку има во тоа милиграми и на крај од денот, дали тоа вас ви прави некаков проблем. Дали ви прави вознемиреност, дали ви прави чувство на срцебиење, тахикардија, дали ви прави проблем со притисокот. Ако ви прави, тогаш мора да ја намалите дозата или да се советувате со кардиологот, која е таа доза која што можеби еве нема да ви пречи или дали воопшто не треба да пиете кафе, може. Ајде да го слушнеме и следното прашање од гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Која е дилемата на гледачот кој што е поврзана со пиењето кафе? Се надевам дека успешно ќе се вклучи во програма, бидејќи слушам ехо, претпоставам дека се исклучил, добро. Продолжуваме, докторе, понатаму. Често пати кај вас кога доаѓаат пациентите ве прашуваат кое кафе е посоодветно? Не. Не? Во принцип не. Затоа што буквално кафето е малтене религија, ритуал. Тоа е нешто што е секојдневие. Значи кафето, за жал, повеќето од луѓето воопшто не го поврзуваат со здравјето. Нешто ни прашуваат дали можеби кафето нив им прави проблем. Кога ќе дојдат со некој конкретен здравствен проблем, ако приметат дека после кафето симптомите им се влошуваат, тогаш им светнува сијаличката и тогаш прашуваат и се интересираат. Инаку, во принцип, кафето тоа е, како да ви кажам, како водата. А тие кои што имаат Да ви низок кажам интересен крвен- податок. Почнале во вода да ставаат кофеин. Тоа се изненадев. Прочитав, значи има минерални води во кои се става кофеин. Не знам дали во нашата држава се достапни, меѓутоа е тренд во светот, има значи и минерални Претпоставам води во наменети кои за се додава спортисти? кофеин. Искрено не сум се интересирал. Уште една причина повеќе се што купуваме да си прочитаме што содржи, Така. кој е составот. Имаме уште двајца гледачи што очекуваат да постават прашање во денешната емисија. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Ало, добар ден. Ве слушаме одлично, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Не слушате одлично? Ве слушаме Видете, одлично. јас сум мозочен удар. Јас мислам дека го имате пуштено тонот на телевизорот малку погласно. Намалете Сакам да го. го прашам. Да, намалете
Фалите го, за тоа не можеме да комуницираме. Сакам да го прашам докторот. Ајде уште една може за гледачот. Дали можам да употребувам енергетски За енергетски пијалоци? прашам се оние што и рекламираат. Мислам дека ако не го намалите телевизорот, нема да можете да го поставите прашањето. Значи, прашањето беше дали може да употребува енергетски пијалоци, по гласот можеше се забележи дека е повозрасен господин. Значи, енергетските пијалоци, самото име кажува, намената е да предизвикаат зголемена активност, повторно зголемена концентрација, чувство на енергија, во зависност од составот. Значи, треба да се прочита. Има енергетски пијалоци кај што има неколку дози на кофеин, мислам, неколку кафиња во една доза на енергетски пијалок. Така да треба да се прочита, да се види и да знае тој што го консумира, што внесува. Дали тоа ќе биде една, што одговара, не знам, на 2 или 3 кафиња, или ќе бидат 2 лименки, тоа зависи од самиот енергетски пијалок. Баровите што се за храна, еве, нив да ги спомнеме. Има барови кои што имаат и кофеин во нив. Затоа велам, многу се производите кај што кофеинот е присутен, не сме свесни, така да сето тоа кога на крајот на денот ќе го собереме, ќе дојдеме до вистинската доза на кофеин што дневно е внесена во организмот. И сега секој нека си пресмета, нека види, ќе види дека тие се препорачаните дози, не знам, до 300 мг дневно, 3 кафиња или 4 кафиња максимум, кои што не се препорачува да се надминуваат, али пак ќе кажам, луѓе, не се пие кафе за здравје. Значи, не е советот пиете 3 кафиња за да ви биде добро и да имате добра здравствена состојба, него ако сакате да пиете кафе, да го чувствувате ефектот, ако ви е пријатен, тогаш пазете на дозата што ја внесувате. Така. Посебно ако имате здравствени проблеми. Значи, денес збориме за кардиоваскуларниот систем. Спомнавте еве крвните садови, ендотелот. И тука ќе прочитате поделени размислувања. Акутно делува, го влошува функцијата на ендотелот, затоа што оксидативниот стрес го зголемува, делува преку азотниот моноксид, за потоа да прочитате студија, да, ако пиете постојано кафе, обратен е ефектот. Го подобрува ендотелот, подобро функционира ендотелот. Значи, видете, науката тука праќа многу измешани сигнали. Од една страна вели чекајте, внимавајте, ако имате здравствен проблем, ако сте дете, ако сте бремени, ако сте многу возрастни, а од друга страна ви вика, слушате, има корист од кафето, пијте го. Затоа со внимание, секој нека си прочита, секој нека си се најде, која е неговата здравствена состојба, да процени како му делува кофеинот и да внимава колку кофеин внесува, ако веќе стварно не може без кофеинот, ако таа потреба не може да ја надмине. Ајде да слушнеме уште еден гледач во продолжение на денешната емисија. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма Добар сте. ден. Ало. Ве слушаме одлично, повелете. Ало. Добар ден, ве слушаме одлично. Добар ден. Го очекуваме вашето прашање. 2020 година имам стент на срчова артерија и поради тоа ми е препорачано аспирин протект, аспирин 100. Меѓутоа сега веќе ги чувствувам негативните действија, имено имам проблем со дигестивниот тракт и имам чешање во целото тело. Дали има за аспиринот забана или докторот може да има некоја друга препорака? Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Прашањето излегува од денешниот концепт, но секако гледачката ќе добие има одговор. проблем, пациентката позатоа се интересира. Има господјо, значи има други лекови кои што делува, аспиринот е лек кој што делува на способноста на крвните клетки да се слепуваат. На тој начин спречува создавање на тромби, на некој начин делува на ендотелот, намалува процесот на артериосклероза, значи аспиринот е корисен кај коронарната болест. Ако
дефинитивно проблемите ви се од него, тогаш има замена, се менува со клопидогрел, се менува со некој друг од таа група на лекови, значи вашиот матичен доктор може да ви упати на кардиолог и соодветно да направи проценка кој лек е соодветен за вас. Некои луѓе кафето го пијат горко, други со шеќер. Каква комбинација е кафето со шеќер за срцето и крвните садови? Особено доколку се пијат неколку кафиња во текот на денот. Тоа сакам да кажам, све зависи колку внесуваме. Ако некој пие со пола лажичка шеќер, е едно, со цело, со две. Шеќерот, знаете што е. Шеќерот стимулира лачење на инсулин. За жал, не е кафето доминантниот извор. Храната, јаглените хидрати, тестенините, тие се доминантен извор на јаглени хидрати и сето тоа стимулира лачење на инсулин. Така да, внесување на повеќе шеќер, само лачење на повеќе инсулин. Тие што се здрави, што немаат проблем со секрецијата инсулинска, нема да почувствуваат проблем. Меѓутоа, тие што имаат намалена способност за лачење на инсулин, може да влошува функцијата. Ајде да слушнеме уште едно прашање кое што ќе го постави гледачот во продолжение на денешното издание на емисијата. Добар ден. Добар ден. Повелете. Голем поздрав до Ви благодарам. докторот. Благодарам. Исто така и до прекрасната водителка. Вака едно прашање до оценетиот доктор. Си јавуваме од Неготино. Сакаме да прашаме, еве кажувате за кафе, јас пиев по 2-3 кафиња, сега само едно во дента ми представува голема вознемиреност. Цигари пушев, повише од 2 цигари не можам, одма трекихардија, бев значи на доктор, аритмија, гушење чувствувам, значи организмот не ми ги прима. И кога и да сакав си палев цигара, едноставно не можев да ги навикнам, организмот ми ги изфрлаше. Сето тоа престана, нормално користев некои Б витамини, Б6 и било кој магнезиуми, течни, било што. Сега што ми се случи последните 4 месеци, имав некој стрес домашен, ми се јави аритмија. Меѓутоа, пред 7 месеци бев пак на кардиолог, вели срцето ви окей, а јас како некој стрес цело време чувствувам аритмија, нормално што е непријатно за спиење и во извршување на секојдневните обврски. Ви благодарам на Само да ве прашам, летни горештини. Само да ве прашам, дали носевте холтер? Се обратам пак на кардиолог или да земеме. Не сватив, само да ве прашам, го прекинавте кафето и цигарите или ги намаливте? Не, јас пушев по 2-3 цигари во дента, сега воопшто не ги ни пушам. Кафето по едно во дента и тоа ради навика со колешките. Добро. Не сум пушач. Сакам да кажам, дали од стрес, предизвикана ситуација што имав од домашен стрес, предизвикува аритмија. И немаме, нели, генетско дома потекло некој со нарушено кардиоваскуларни болести, аномалии. Так. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторе, што можете да советувате? Видете, аритмиите, како прескокнувањата, еве што кажува господјата, може да придат предизвикани од стимуланси. Една од тие е кафето. Друга е никотинот од цигарите. Значи, и едното и другото може да биде причина за појава на прескокнување, односно такви аритмии. Сега, дозата е повторно фактор. Господјата, колку што сватив, намалила на едно кафе, порано пиела 3-4 кафења. Видете, господјо, ако ви е проблем, ако се повторува, го чувствувате, ќе видите, оставете го тоа едно кафе, ќе видите дали ќе се смени состојбата, дали таа вознемиреност, агитираност, стрес што чувствувате, дали со тоа ќе се коригира. Дали е причина кафето, само така може да знаеме. Така, но и семејно стрес, колку што разбрав, имала? Рече дека имала стрес некој сега во... Може ли тоа да доведе до... Или, видете, стресот, како ќе се повторам, доведува до зголемена адренергична активност, адреналин, норадреналин. Истото го прави и кофеинот, истото го прави и никотинот од цигарите. Истите механизми, само во различни количини, стресот моментално тоа го прави, не може господјата да биде 24 сати под стрес. Така, тоа се моменти, се не знам, не навлегувам какви се тие проблеми. Исто е и со кафето, господјо. Значи, кафето има одредено дејство. Кофеинот што ќе го внесете, делува 5, 6, 7, 8 сати и престанува дејството. Ако го пиете од сабајле,
и ги чувствувате тие прескокнувања, онда може да е поврзано со кофеинот. Ако прескокнувањата ги чувствувате вечер, а кафе сте пиеле са бајле, значи не би требало да биде од кофеинот. Докторе, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Дадовте бројни одговори на нашите дилеми, но и на прашања од гледачите. Верувам дека сето ова е корисно за сите што го следеа денешното издание на оваа емисија и дека кафето ќе се внесува во умерена количина кај оние кои што инсистираат имаат потреба за такво нешто. Така е, се согласуваме. Благодарам на поканата, сакаме да помогнеме на гледачите и секоја ваква можност да пратиме порака како да подобро здравје. Така. Ви благодарам уште еднаш, ким се заблагодарам и на гледачите што и денеска ја гледаат Телма амбуланта со внимание. Се надевам од нејзиниот почеток. Следете на редовно во нашиот редовен термин на емисијата 12 часот и 50 минути, кога зборуваме за здравјето.